Zdravo, jaz sam Silvana Penšova i danes niz video ki vi pokažem kako se pravi pita so suflek. Predhoden pat bi vetiv deka ki vi dadam neko recept za jeftino, brzo i lesno blakce, no danes se rešiv za ova solena varijanta, zato što mislim deka je super. Često se pravi kaj nas, osobeno posle praznici, i možem slobodno da kažem deka je jedna od omiljenite moji brzi varijanti na pojadok, večera, pa može i ručak. Погледнете ја стапката, направете ја, питата и уживајте во неја. Во основниот рецепт, кој со тек на годините претрпе многу промени, одат 4 јајца, 100 грама кисела вода, 100 грама зејтин, сецкани кисели краставички, сецкано сирење и хлеб сецкан на коцки. Колку по-сух хлебот, толку по-добро. Јас тука имам остатоци од леб што останале за празниците, од колачиња, од лепче, од погачки. Тоа се може да се искористи. Значи, веќе по рецепт не одам, со тек на годините знам од околу што треба да става. Значи, во јајцата ставам кисела вода и зејтин. Повеќе од 100 грама, ама целата доза е зголемена. Тука имам 6 јајца наместо 4. И значи ставаме кисели краставички, кои се многу битни за рецептот, затоа што дават свежина на погачата, а исто ја врзуваат пишокот на мрснотија. Значи, сирењето, сецкано исто на коцки. Инаку овоа се многу работи што ми имат останато од празниците и практично овој рецепт го користам да зачистам по фрижидер. Имам шунка и најверојатно врат некој остатоци. Исто и тоа го ставам. Имаме правено со шампињони, со маслинки. Ставете си ја креативноста така на тест. Пробувајте и ќе видите што највеќе ви се допаѓа, тоа ќе си го користите. Јас лично највеќе ги сакам овоа корнишоните внатре. Тоа се измеша, се става лепчето. Супер рецепт овоа, кога стварно не знаете што треба да сготвите дома. А и кога у фрижидер има од се по нешто, а ништо доволно за да се направи ручек или да се јаде. Обично после празници, супер. Ќе го ставам целото лепче, случајно ако ми е суво, ќе го ставам и масло, може уште едно јајце. Тоа нема никакво ограничување што сакаме да го ставаме. Малку ми се преполни, ама не е страшно. Значи, промешуваме да се намокре лебот со течната смеса. Го излеваме во плехче. Во мојот случај е подмачкано со тенов слој масло и малку интегрално брашно. Може и гриз, може и палента, може и презли, што сакате. Во суштина, тоа е тоа. Значи, кога ја изедначиме целата смеса, лепчето кога ја поприме влажноста, мене ми беше суво, па додадов уште едно јајце и малку кисела вода и зејтинче. Го разлеваме во плехче и
спремно е за печење. Како што спомнав, брзо, ефтино, баш оноа што ја сакам да си го кажам за чистување на фрижидерот. Може да се користи за доручек, па за ручек, па и за вечера. На кого како му одговара. Можете да го користите овој рецепт, можете да го користите основниот, што ќе ви го напишам дополнително, а можете и вие да си ставите некои работи што на вас ви се допаѓаат. Питата со сувиот леп е готова. Со една измена во меѓувреме додадов моцарела која ми беше останата од претходен пат кога правев лазањи. Неколку минути пред да биде извадена од рерна, ја изрендав моцарелата од узгора да се растопе и да биде компактна. Секако, пробајте ја ова пита, верувам дека ќе ви се допадне на сите. Скоро е спремна за дегустација. Имајте добар апетит и уживајте.